Почитувани колеги пратеници, почитувана јавност, конечно дојде денот да се соочиме со вице-премиерот Никола Димитров, кој бега од собранието како ѓавол од темја. Бидејќи ноторен е фактот дека моите односи со дотичниот се срдечно одвратни, ќе се обидам да воведам еден новозаветен библиски критериум при оценување на неговото дело, а дека по Библијата пишува дека по делата ќе ги познаете оние кои што сакате да ги оценувате. Нашиот левичарски карактер е да ги презираме преварантите, тоа ни го заветил Кропоткин, и јас ќе се обидам кариерата на овој дипломат да ја поделам во две целини. Првата целина е кога Никола Димитров бил ВМРО-вско дете, Асли ВМРО-вско дете, и втората целина е кога Димитров бил рехабилитиран ВМРО-вец според зборовите на неговите сегашни сојузници или сопартици. Значи, неговата кариера почнува како му се смеевме на Диме Спасов своевремено, значи не цели 30 години станува советник за национална безбедност во кабинетот на Борис Трајковски, тоа е некаде периодот на војниот конфликт. Значи, единствена референца која што во тоа време ја имал, веројатно предпоставуваме флуентен англиски, бидејќи од сведоштвата на еден генерал Панде Петровски на Арама во тоа време, вели дека малтене Димитров бил во дослух со непријателот од тоа време. Во неговите мемоари вели Никола Димитров веројатно беше под нечи друг притисок, па го потпишал соопштението кое овој му го дал и го објавил во јавноста без да го погледнам како што беше договорено со председателскиот кабинет. Потоа за заслуга станува амбасадор во САД, веројатно тогаш е врбуван во тие цијашки структури, за да стане веројатно подоцна под нивен притисок и амбасадор во Холандија, за да дојде до главната негова одлика, а тоа е преговарач во спорот со името во Обединетите нации со Метју Нимиц. Тогаш датира и мојата прва средба со Димитров како тогашен демонстратор на правниот факултет, кога со професорот Светомир Шкарик правевме една истражувачка студија, го поканивме дотичниот министер на каде што се водеше педантен записник и каде што на оваа средба на правниот факултет Јустинијан I дословно овој тогашен амбасадор, тоест преговарач, вели: уставното име е последниот столб на државноста и ако Република Македонија го промени под меѓународен притисок, ќе се премине линијата на македонското достоинство. Во 2008 година, односно објавена 2018, 10 години подоцна, меѓутоа настаните се случуваат 2008, се случува аферата Никиликс, или кога дотичниот станува заштитен извор во депешеата кој ги праќа Филип Рикер во Белата куќа. Заштитен извор во дипломатските кругови е еуфемизам за шпиун, односно за тастер, кодош, тужи баба или стручно сикофант, ако сакате. Значи, во депешеата, во овие пратки кои што Викиликс ги објави, вели Никола Димитров, кој е заштитен, протект, ни кажа дека нема консензус помеѓу Црвенковски и Груевски како да продолжат преговорите, или со уличен жаргон кажано, тој ги откуцувал Груевски и Црвенковски кај американците, дека не се сложни околу името и на тој начин ја подкопал нашата преговарачка позиција, односно процурувал официјални државни ставови, не знам ни дали оддавал државни тајни на странска служба. Сега доаѓаме до периодот кога Никола Димитров станува рехабилитиран ВМРО-вец, односно препакуван во еден целофан или една нова обланда, а тоа е периодот на така наречената Амстердамска тројка за време на шарената револуција. И од овој период датира една нова афера, бидејќи целата кариера на овој дипломат е исполнета со афери, за Хашкиот институт за глобална правда, кој што постои до 2018 година, односно тука работел Никола Димитров од 2014 до 2017 година и земал неверојатни 230.000 евра за нецели 3 години. Ова беше топ тема во холандските медиуми, но бидејќи сега имаме слободни и независни медиуми, па кај нас само еден медиум пишуваше, кога 20 милиони евра државни субвенции, холандски пари, процуриле, тоест поминале низ овој Хашки институт, каде што председавал нарцисоидниот Аби Вилијамс,
кој што малтретирал вработени и вработените го опишуваат како токсично место за работење. Негова десна рака бил токму Никола Димитров. За да видите расипништвото и луксузот во кој што тие живееле, така имале закуски од кавијар, бисквити од јасток, се возеле со такси на релации под 1 километар, немале финансиски извештаи, го банкротирале институтот за скоро полумилион евра во загуба и вработените во еден угледен неделник во Холандија ги опишуваат нивните практики дека се на граница на илегално коруптивно однесување. Врвот на кариерата е кога Никола Димитров станува шеф на македонската дипломатија и тука сакате ли скандал до скандал. Вебсајтот на МНР е најнетранспарентниот сајт. Имено околу 2/3 од амбасадите немаат целосни информации за нивните стафери, постави и амбасадори. Тоа се вкупно 26 држави, што е околу 75% од вкупните наши амбасади низ светот. Следно, во времето на Димитров имаме катастрофални персонални решенија на ниво на амбасадори. Значи, ставани се дипломати без дипломатско образование. За малце ќе поминеше и Оџата од Дебар како амбасадор, но под притисок на јавноста се повлече. И каверапот кој што го направи Димитров за скандалот со амбасадорката во Ватикан, Марија Ефремова, имено за јавноста, бидејќи гледа МНР ги крие овие податоци по наши барање за слободен пристап до информации се уште не е одговорено. Оваа жена направила 250.000 евра штета на државниот буџет, не само штета, туку и брука, затоа што замрзнати се сметките на амбасадата во Рим и на Генералниот конзулат во Венеција, затоа што избркала некој вработен, овој тужел, дошло до извршител и буџетот сега треба да плати 250.000 евра оштета. Како ова беше класичен владин каверап, односно прикривање со цел јавноста да нема детали за случајот и покрај побараните информации. Следно е пасошите за македонската дијаспора. Имено срамота е државата Македонија да има само еден терминал за изработка на пасоши на македонците во странство и тие да чекаат 2 или 3 години да извадат пасош. Кај нас во Левица реагираат студенти од Русија, од Петербуршкиот и Московскиот государствен универзитет, емигранти од Кина. Впрочем, за време на пандемијата 15 семејства македонски се заглавени во Кина без да можат да дојдат или да се вратат, така што имаме целосен хаос во издавањето пасоши за нашата дијаспора. Следниот врв на малтене бело коруптивно однесување или непотизам, што го покажува еродираниот морален хабитус на дотичниот, е доделувањето на државна стипендија за неговата ќерка во висина од 40.000 евра за студирање во Холандија, патем речено, каде што дотичниот има стан од 130 квадрати на само 50 на километри од таму каде што добива неговата ќерка стипендија. Значи, по кратка постапка, пред избори Десковска, тогашната министерка, формира комисија, а жената на сегашниот министер за правда Бојан Маричич го подпишува уште истиот ден во отсуство на председателот на комисијата. Значи, во Европската Унија министрите, каде што ние стремиме, министрите од оставки затоа што нивните шофери ги носат децата до школа, а камоли пак кога државата дава државна стипендија. И остана неодговорено прашањето, дали, бидејќи јас имам студенти кои добивале ваква стипендија на светски универзитети, има клаузула во тој договор дека студентот има должност да се врати и да работи 6 години или 3 години, зависно од условите, во државна администрација, па остана неодговорено прашањето дали ќерката на вице-премиерот се врати да работи во државната администрација за 300 евра плата. И круната, за која што многу сме говорили, тоа оставив најмалце простор, е Преспанскиот договор. Тоа е класичен ултравирес акт, кога надвор од овластувањата, спротивно на членот 119 од Уставот, спротивно на членот 3 од Законот за склучување, ратификација и извршување на меѓународни договори, спротивно на членот 15 од истиот закон, спротивно на членот 9 од Законот за надворешни работи, тој го потпиша безсрамниот капитулантски и квислиншки договор со кој што ние од македонци станавме северно македонци. Со ова тој изврши кривично дело против државата затоа што ја доведе во
починетост и зависност од друга држава и за тоа кога тогаш ќе мора кривично да одговара. Затоа што неговата кариера во иднина после падот на овој хибриден режим ќе продолжи или како некој NGO-аш за brainwashing по светски универзитети и институти, или како барател на азил во стилот на Груевски, бидејќи ќе биде покрената кривична процедура против него.